Ви благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани гости. Јас би сакал исто да го истакнам своето мислење во однос на ова законско решение. Прво, одлично е што се направи една ваква јавна расправа по однос на овој закон, бидејќи еве слушнавме и некои други предлози. Со дел од нив можам и да се сложам, со дел од нив не се сложувам до крај. Меѓутоа, секако е здраво да се дебатира по однос на овие прашања и се разбира сето тоа е во насока да се подобри самиот законски текст и се надевам дека институциите кои што дадоа предлози во најскоро можно време и на писмено ќе ги достават предлозите до пратеничките групи за да може да се разгледаат и евентуално да се интервенира во самиот законски текст. Колегата на почетокот Тони Јаревски многу јасно и децидно зборуваше во однос на законот и ми сметам дека ги офати сите клучни работи. Јас би сакал да не се повторувам со него, но сепак за одредени прашања да го кажам и моето мислење и мојот став. Прва работа би сакал овој закон да не го изедначуваме со законот за работни односи, се работи за сосема поинаква материја и не треба овој закон да ги регулира нормалните работни односи кои што веќе се офатени во законот за работни односи. Овој закон представува едно ново законско решение во кое што е офатена флексибилноста како една од формите на заснување на одреден законски однос, одреден работен однос и тоа е атипично, некоја форма на атипично вработување, затоа е флексибилност, избегнува од вообичаената форма на вработување. Која е вообичаената форма на вработување, кое што секако е предвидува и законот за работни односи, тоа е она, вработување на неопределено работно време, кај еден исти работодавач, 8 часовно работно време, едносменско кое што е организирано едносменско и тоа е типична форма на вработување. Се поинакво од оваа типична форма на вработување се е флексибилност на работниот однос, дали се работи за работа дома, дали се работи за сменско работење, со скратено работно време, прекувремено вработување и слично. Значи овој закон сега треба да офати одредена флексибилна форма на вработување и најчесто работодавачите се тие кои што инсистираат на зголемување на флексибилните форми на вработување, бидејќи на тој начин го подобруваат својот работен процес. Од друга страна, работниците тежнеат да имаат типична форма на вработување и затоа тука интервенира во поголем број на случаите, така е не само кај нас, туку и во светот, интервенира државата или преку законски решенија или преку зголемување на формите на сигурност, значи создава еден систем на флексигурност во самата држава, каде што се обидува преку таа сигурност на работниците, да им даде на работодавачите да имаат пошироки форми на вработување, на ангажирање на лица, флексибилност на работниот однос, од друга страна да им даде на работниците сигурност дека нема да бидат на тој начин злоупотребен нивниот труд и нивниот ангажман. Земајќи во предвид дека се увидени од страна на државата и од нас како пратеници дека постојат сепак такви форми на ангажирање, кои што во праксата и постојат, а не се дорегулирани, парањето на ова законско решение е токму тоа. Во одредени форми, значи во делот на земјоделието, во делот на ангажирање каде што како работодавач се јавуваат самите граѓани, односно се работи дома, дали се тоа хигиеничарски, бебиситерки, чување на стари лица, или пак како работодавачи се јавуваат, значи да бидат студенти или слично, во тој некако работодавачи како вработени лица, во тој случај земајќи ги овие три категории кои што ги предвидува законот, во тие три категории законското решение треба да ги реши овие проблеми кои што на терен се јавуваат и кои што во пракса реално ги имаме. Токму поради тоа, овој закон ги нуди тие законски решенија, нуди некаква форма на решение на она што и реално се случуваше досега во државата. Законот по мене е добар, тој треба да се поправи во одредени сегменти, кажа институциите во кои сегменти, меѓутоа сметам дека како едно ново законско решение ние мораме да му дадеме простор тоа да профункционира. Верувајте, еден закон кога ќе се направи, ние не знаеме однапред, можеме да предвидиме, но однапред дали ќе се јават проблеми или не при негово реализирање ќе видиме од праксата, односно од поминатото време. Јас сум убеден во тоа дека ова какво и да донесеме законско решение, дека ќе се јават одредени проблеми при негова реализација. И овде кај ова конкретно законско решение, лично сметам дека ќе имаме проблеми при
реализација на ваквото законско решение. Ќе имаме и понатаму работодавачи кои што ќе вршат, наречеме, сезонско ангажирање на луѓе надвор од ова законско решение, па ќе мораме да видиме кој се, што се или како се, но е добро што воопшто се офаќа со едно законско решение, се нудат одредени законски форми како да се надминат тие проблеми и сметам дека мораме од негде да тргнеме. Нашата држава веќе со години не ги регулира овие односи и е добро што најпосле даваме понуда на законско решение подпишана од, сметам дека се подпишани представници од скоро сите парламентарни групи во собранието, што дава еден дополнителен импулс дека оваквото законско решение не само што ќе биде изгласано, туку и институциите ќе се потрудат ова законско решение и во пракса да се спроведе. Инаку морам да кажам и одредени други, и во еден сегмент одредено мое мислење во однос на работа, тоа е дека барањето, работодавачите често смета дека ваквото законско решение ќе го зголеми цената на готовиот производ, бидејќи ќе се зголеми цената на ангажирањето на работникот, меѓутоа и досегашните законски решенија, Законот за работни односи и слично, не предвидуваше дека може да се ангажира работник без да му биде регулирано законската форма. Така да не гледам причина зошто би се зголемила цената, освен ако досега таквите работници не биле ангажирани во онаа сива зона која што ние мораме да избегнеме. Ако не биле ангажирани во рамките на сивата зона, работниците и сега ќе им биле обезбедени сите права и ќе биле ангажирани со одредени постоечки законски решенија. Затоа добро е сите заеднички вакво законско решение да поддржиме, да им дадеме на работодавачите да ги зголемуваат формите на флексибилност на работата на трудот и можеби и да ги зголемат офатот на одредени сектори кои што почетно се ставени во ова законско решение, но и да им обезбедиме сигурност на работниците, бидејќи крајната цел на државата е помеѓу овие два партнери, работодавачи и работници, да има еден фер однос. На крајот од денот корист на државата не само што ќе имат работодавачите, ќе имат работниците, но ќе има и државата, бидејќи ќе се надмине оној сегмент на сива економија, кој што за жал мораме да признаеме дека најчесто и се случува при ангажирањето на работници, особено во овие делови кои што досега ги имавме. Не би сакал повеќе да должам за да оставиме простор и за понатамошна плодна дискусија. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Нареден пријав